Снянска, почитувани советници, почитувани присутни, представници на медиумите, дами и господа. Денес се користам ова можност од овде, од говорницата на Советот на општина Охрид, да се обратам на присутните и на граѓаните секој на Охрид и накратко да ги запознам со состојбата на општина Охрид и дел од активностите кои се реализирани во текот на 2013 година на ниво на општина Охрид. Тоа го правам со цел граѓаните да добијат појасна слика за состојбата која што ја затекнавме, за ангажманите на локалната самоуправа за 2013 година и да дадам информации за тековната состојба на општина Охрид. Граѓаните на општина Охрид, од чии гласови и двата општински органи, и градоначалникот и советот, го црпат својот легитимитет, имаат право да бидат запознаени со ангажманот на градоначалникот. Досега, во сите овие изминати месеци, јас лично и службите на локалната самоуправа се трудевме максимално транспарентно, отчетно, одговорно и континуирано секојдневно на сите достапни начини да ги представиме нашите ангажмани и често од граѓаните да бараме совети, препораки, предлози за сите оние активности кои ги спроведуваме и ги планираме. Во моментов ќе напоменам дека е веќе изработена брошурата, насловена како отчет за реализираното во 2013 година, од април до декември. Таа е во овој момент на печатење и ќе биде дистрибуирана до секој дом во општина Охрид. Тоа е нашиот начин на работа и одговорност кон оние кои ни го дадаа мандатот да управуваме со општината. За да се направи пресек на овие изминати месеци, да се анализира изминатата 2013 година, најпрво е потребно елаборирано и со прецизни податоци да се анализира состојбата на општина Охрид на 3 април 2013 година, на почетокот на мандатот, односно на првиот ден од моето преземање на функцијата градоначалник на општина Охрид. Почнувам со затекнатата состојба на 3 април 2013 година. После потрошените 8 годишни буџети и над 33 милиони евра регистриран и евидентиран долг на општина Охрид, градот представуваше општина со процентна невработеност од 40%, што е за 11% повисок процент од републичкиот просек и 22% помал бруто национален производ по глава на жител од просекот на државата. Тоа е одраз, пред се, можем да кажем, на немање на визија на изминатите локални власти во овие изминати 8 години, кога заради нерационални постапки и направено менаџирање, односно инсуфициентно менаџирање со општина Охрид, општината е доведена во состојба на еден тотален економски колапс, без перспективност, со драматично опаѓање на невработеност од една страна и со екстремно богатење на неколкумина блиски до минатите локални структури од друга страна. Ваквата состојба сериозно се одразува на квалитетот на живот на граѓаните на општината и во прашање го доведува нормалното функционирање на институцијата и нејзините законски надлежности која таа ги спроведува. Ке кажам неколку зборови за затекнатата финансиска состојба. Овој период се соочивме со една девастацијска состојба на финансиски и материјална од финансиски и материјален аспект во општина Охрид и на буквално сите јавни предпријатија кои произлегуваат од локалната самоуправа. Кажав дека регистрираниот долг на општина Охрид е на минус од 33 милиони евра или поточно долгот изнесува 2 милиарди и 38 милиони денари. Уште еднаш ќе напоменам, го кажувам овој долг и во денари, со што постојано се среќавам со
недоразбирање со јавноста со која што комуницирам, затоа што кога ќе им кажам 33 милиони евро, постојано ме поправаат и ми викаат денари. Сметаат дека е јазична грешка од моја страна. Затоа сега ќе се обидам уште еднаш пред вас да го кажам долгот на општина Охрид во денари, за да не ме прашуваат после дали во евро или во денари. Тоа изнесува 2 милиарди 38 милиони денари. Тоа се обврски само на локалната општинска администрација, без јавните предпријатија. Во овој контекст ќе кажам дека во овој момент се водат 428 судски спорови за неисплатени обврски кон разни субјекти, со општински блокирана сметка за прилика 14 милиони денари и правосудни судски решенија кои чекаат за наплата од извршителите. Долговите на јавните предпријатија не се ништо помали, ако се спореди со буџетот со кој што тие располагаме. Само меѓуопштинското јавно предпријатие Проаква имаше долг од близу 9 милиони денари. 9 милиони евро, се извинувам. Приближно 100 милиони денари беа обврските на јавното предпријатие Комуналец од општината, со дополнителен товар од банкарски хипотеки на својот имот, кој што во овој момент успеавме да го решиме. Останатите јавни предпријатија во најголем дел имаат блокирани сметки за милионски денарски обврски, кои го оптеретуваат нормалното работење. Состојбата со општинските училишта исто така е ништо помалку комплексна од она што ја имаме состојбата со јавните предпријатија и со општинската администрација. Сите тие имаат проблеми со нормално сервисирање на обврските, долгови од милионски денарски средства за електрична енергија и нафта, а дел од нив има и блокирани сметки. Тоа значи дека финансиската собствена на општина Охрид е исклучително сложена и бара сериозен и долгорочен приод за нејзино целосно решавање. За општина Охрид го засема неславното највисоко место по задолженост во Република Македонија, или како споредба, долгот на општина Охрид е 2 пати поголем од купниот долг на сите општини во Република Македонија. Тоа се фактите и состојбите со кои се соочуваме од првиот ден. Дури и во најпесимистичките предвидувања не сметавме на ваква драматично тешка финансиска и материјална состојба на општина Охрид. Што е со администрацијата? Одека затекнавме една многу комплексна состојба на предимзионирана, нерационална, нефункционална и неорганизирана администрација, што представува сериозен проблем за ефикасно и ефективно извршување на самите законски обврски на локалната самоуправа. Општината Охрид ја затекна со 285 работени, во најголем број статус на државни службеници, голем дел од нив дотогаш без работни задачи или пак во интервјуата со нив не ни знаеа кои се нивните работни обврски. Дополнително затекнати се уште 160 работени со договори за дело. Значи, околу 445 работни ангажирани во општина Охрид, од кои преку половината со заобиколување на Агенцијата за вработување. Над 90% од овие времени вработувања, за над 90% нема евиденција дека воопшто се појавиле на работните места или дека извршувале било какви работни задачи. Споредбено, општина Охрид има 5 пати повеќе администрација од европскиот просек и убедливо најбројна администрација во Република Македонија. Само во периодот од март 2011 до март 2013 година вработени се стотина државни службеници без некоја елаборирана потреба од нив. Само за споредба, вкупниот број на вработени лица во општинската администрација во 2005 година, кога повеменичниот градоначелник го презел мандатот, бил 52. Најголем дел од административните вработувања
има нелогични описи на работните обврски. Работните места беа систематизирани со несоодветно образование, со описи на работни задачи кои беа апсолутно нерационални и надвор од секој критериум за административно работење. Без изработени правила за изработка на документи и акти за интерна кореспонденција, а еден огромен дел од документацијата кој пристигнуваше во општина Охрид не се архивираше. Димензионирањето на општинската администрација и незината професионализација во насока на задоволување на барањата и потребите на граѓаните кои ги користат незините услуги е еден од нашите најголеми предизвици со кои што се соочивме на почеток на мандатот. Веднаш после преземање на мандатот се пристапи кон она што е есенцијално за почеток на еден мандат, а тоа е анализа на структурата на долговите, изготвен е преглед на целокупниот долг, разграничен како долг по извршни решенија, со кој е блокирана општинската сметка, побарување на доверители за кои е во тек судска постапка, една од многото 428 судски постапки, недоспејани обврски и неотслужени обврски. Отворен е процес на преговори со правните субјекти и физичките лица кои се јавуваат како доверители, според списокот за присилна наплата изработена од Министерството на финансии на Република Македонија. Се преговара со секој доверител поединечно за доброволно откажување од каматите и евентуално спогодбено намалување на одреден процент од основниот долг. Се дефинираат нови периоди кон реализација на договорите, односно се одредува период за подмирување на врските на еднакви месечни рати кон субјектите кои ги прифаќаат условите заеднички, односно на взаемно задоволство договорени со дотичните доверители. Се изработуваат инфраструктурни проекти со кои се аплицира за добивање на средства од Светска банка за финансирање на проекти од локалната инфраструктура. До сега општина Охрид, она што е куриозитет за вас, немаше изработено ниту еден единствен комплетен проект со кој можело да се аплицира за добивање на средства по некоја основа. Ниту еден единствен за период од 8 години. Зборувам за комплексни проекти, онака како што налагаат законските процедури. Со новите мерки, разработени се нови мерки за подобрување на приходната ставка на буџетот, со зголемување на опфатот на наплата на даночните обврсници, за кој можам да кажем дека сме во овој момент една од трите општини во Република Македонија со најдобар опфат на наплата на даноци. Забрзана е ревизијата на деталните урбанистички планови за Охрид и се почна со нивно пуштање во процедура, односно со усвојување од страна на Советот на општина Охрид, што представуваат основна нивна реализација по основа на наплата за уредување на градежно земјиште, ги очекуваме најголемите приходи во приходната ставка на буџетот на општина. Огромните долгови на јавните предпријатија можеа единствено се надминат со преземање на суштински мерки за подобрување на нивната состојба. Веднаш се започна со мерки за нивна консолидација. Беше веднаш што се однесува до јавното предпријатие за јавното предпријатие Билјанин извори, беше пристапено кон враќање на паркинг просторот на ова предпријатие, што е една од основните дејности во овој момент на истото. Според планот, наместо да се ангажираат надворешни фирми за реализација на одредени проекти на локалната самоуправа, работите во овој момент ги изведуваат јавните предпријатија и во периодот врз основа на работите кои ги добиваат, во периодот од 4 април 2013 година до 25 декември 2013 година,